покажам нешто страхотно ексклузивно во тек на ова видео, нешто што не сте виделе, не сте очекувале, не сте ни сонувале дека ќе го видите ова се бајле. Инаку, Венче, Зојчо, многу убаво сте искочиле на сликите на златните пасоши од Емирати. Абе, многу убаво изгледате. Леле, кога ве видов, одма ми текна на песна на Балашевиќ. Очу едну малу гараву, црну као браќа Арапи, да ја скинем шаф на чарапи, кад ја полюбим. Абе, одма ми текна на таа песна, браќа Арапи. Многу стуба и така и двајцата, така црномањасти. Абе, величи на златен пасоше беше му матер. И кога пред месец дена луѓе ми пишува кога објавив за дека имате вие двајца златни пасоши, луѓе ади гомна, Венко, како Венко, ова се лажни вести, лажни вести, лажни вести. И јас веќе ги имав тие две фотографии што вчера ги гледав, тоест таа една фотографија од двата пасоша што ги гледавте вчера на Facebook. Јас веќе ја имав добиено. Значи, јас тоа последно време не го зборам, ма не е заебанција да си секретниот агент Путиња с кодним именом Куров. Не е заебанција, дечки. Некој сериозно се намучува да дојде до таа позиција. Така што, јас тие слики кои што сега вие вчера прв пат ги видовте, ги имав... Но пред да ми ги добијам сликите, добив транскрипција една, фатиле некоја чудна мојва во Кремљ, фатиле некоја чудна комуникација во Министерството за внатрешни во Дубај и направиле транскрипт од тоа. Така фактички се дозна ова, дознав јас дека за златните пасоши. И после оно што ќе ви го покажам ексклузивно, после тоа некако по некој природен пат дојдов до сите докази за тоа. Кога го добив транскриптот, навистина беше чуден тој диалог. Например, почнуваше тој тамошниот некој си што знам во Министерството за надворешни во Дубај, вика мора. И сега се слуша друг глас, машки, на англиски зборат, вика. А сигурни сте дека мора? Па вика, овој првиот вика, па тоа е, вика, процедура, кој сака златен пасош, мора. А овој другиот сега, пошто тројца гласови се слушаат на тански, да се овој другиот на Broken Epton, на овој другиот на многу лош англиски збореше. Овој првиот на добар англиски, а овој сега што го каже ова, на многу лош англиски збореше. И вика, добро, вика, овој вториот му вика на овој у Дубај, што е у Министерство, веројатно тамо некој буџа, му вика, добро, вика, на лош англиски му збори, врло ли е веома важно да го направимо тоа? И му вика, па ви реко, вика, мора тоа да се направи. И овој му вика, исто на Broken English, му вика, морамо ли, можемо ли да тоа мало преплатимо више да не го радимо? Вика, не може, вика, златен пасош на овакво, на станувате, вика, граѓани, вика, на Емирати, на ова, на она, мора да се направи. И дојдеше овој првиот на добар енглески што збори, вика, па шо, вика, сега, ние толку работи, вика, направивме што не требаше, па, ајди ова, куцви, турци, мујо. И после у транскриптот има тишина, па доаѓа некој човек влегува и овој од Министерство за надворешни му вика, повелете докторе, влезете, ги носите ли сите инструменти? Да, вика, ги носам. Влага докторов и одеднаш се слуша тишина и одеднаш се слуша нешто штрак и штрак. И после више ништо не се слуша. Си кажуваат чао. Не, овој вика болеше, па вика не многу колку што мислевме, но ете и тоа помина, ако вика овој вие сте прави мажи, машки го издржавте ова, сега можете да си одите. Еве ви ги златните пасоши и тоа се последните оваква зборови на
на транскриптот. Сега, бидејќи некој, вчера ја видовте таа фотографија од нивните скриншотови од нивните златни пасоши, што ги имаат добиено на овие браќа Арапи, но пак имате од таа страна имате непринципиални тврдења, тоа се монтажа, сечено лепено монтирано, монтирано сечено лепено, трт-мрт. Јас сега на вистина да не се доведувам во ситуација дека јас ширам овие лажни докази. Сега оно што ќе го видите на вистина ексклузивно и на вистина ова сега ќе ви го покажам и више никад ова нема да биде објавено никаде. Ги молам новинарите широ Македонија од сите медиуми да не ме бараат за дополнителни информации како што на кој начин е добиено, затоа што е ова едвај дури ми дадоа дозвола и од Кремљ да го објавам, така да ми кажа да не беше Куров, немаше да ти дадеме. Значи да не бев Куров, да не беше Куров, немаше да ги добијам овие докази. Значи ова што ќе го видите се кожинчината од Сунет свадбата, таму во Дубај направена. Слична големина се. Само не знам кој е чива. Ова на пиперки и на патлижани малце мириса. Ко на пазар. А ова на, што знам, на формалдехид, нешто на такви некои, на болница поише мириса. Така како болница. Така да не знам точно кој чиви се, ама тоа е тоа, нели. Уште изгледаат свежо, затоа што ги чувам овие докази во фрижидер, така да веќе да нема забуни дека веста е лажна или дека некој монтирал, сечал, лепел и така натаму и така натаму. Исто така имам ексклузивни информации, оно што го видовте за Фрки наш, дека проневерувал пари тамо некаде далеко во Невјорк. Што е тамо, нешто од државата е тамо, прате нешто работи. Фрки бе, Фрки, го знаете Фрки? Фрки бе, овој татко му на Джон. Што може да ушмрка леген кокаин како мравојат некој. И тој таму ствари парите што ги што го обвинение, значи еве, мислам извинете, јас ако уживате во оваа гледка можам да ги држам ака цело време. Значи тоа се од Сунет свадбата направена во Министерството за надворешни во Дубај. Едно е поголемо, друго е помало, но тоа е ствар на биологија, на анатомија, како сакате каже. И фактички овој Фрки, зашто задржал дел од парите кои шиткале тамо имот некој од бивша Југославија што делела Македонија со ова, зашто задржал на сметка од проста причина што го избрале да биде кум на Сунет свадбата. На Сунет свадбата кумот, извинете, ама не оди, не може да оди со празни раце. Се знае. Кум на Сунет свадба, тоа е, мора да се плати јако. За полесно да се абсорбира и да се санира болката од самиот чин на отфикаруење на овие кожинчина. Сега, веројатно е малце чудно првите денови, не знам, не сум правил, но брзо човек вели се навикнува на нова настанатата ситуација, две педи под срцето. Како и да е, ме чеша уво, тоа значи дека и сакам да кажам, изгледа неке да се баш исти овие со оние. И Фрки дојде на удар. Тоа е еден од оние перјаници на оние темни структури
што мислам дека ја донесува Македонија до амбисот пред кој што се најде, тоа се тие структури кои што никогаш во живот предходно никој не се осудуваше да ги чепне и да се обиде да ги чепне, кои што наизглед беа како тефлони недопирливи. Одеднаш и тој тип наречен фрки или фрле се најде под обвиненија. И јас сум за тоа да се истери овој случај до крај, по можност ако е навистина виновен да му се утврди вината и за секогаш да биде тргнат или да се тргне самиот од македонската политика на било кој начин. Тие таквите како него, тие структури, некои ги нарекуваат удбашки, некои не знам како, но удба е она, мислам, старана, најстарана удба од службата за државна безбедност, мислам, што настана од неа е на некој начин одамна не постои, но незини структури само смени адресови, тие што остана, мислам, и така да продолжија да роварат против оваа држава и така да треба да бидат сменети, тоест натерани или некои од нив натерани за секогаш да си заминат. Така да таква некоја луфтирање мора да се случи. А за ова другова ја слушам и портпаролката на СДС, дека ВМРО, ДПМН, Мицковски биле тапа, неспособни, дека ништо не направиле, дека треба да си одат. Само ќе кажам една работа, господјо или господјице, не знам, дали е мажена, дали не е мажена. Сакате кожинчинава од Сунет свадбата да ви ги пратам по брза пошта или ќе дојдете сами да си ги подигнете. Но условот е, ако сакате да ги добиете, условот од горе, од Кремљ, ако сакате да ги добиете, ќе мора да ги пресувате и да ги ставите тамо во посебен како музејски експонат во вашата партија и да напишете што се овие и секој ваш член која ќе доаѓа во штабот кај вас да може да ги види и да знае каде влегува и со кого си има работа. Вие сте последни на овој свет кој што би требало да зборувате за владењето на ВМРО, владењето на Мицковски, оти вие не сте ни од опозиција под број 1, што значи вие го немате ни тој статус, со оглед на тоа до каков степен на распад ви дојде партијата, вие прво немате членство, така што сите работи што ги кажувате на пресови се млатење празна слама или зборување у ветар и сериозно, пак ќе ви кажам, треба да размислите зашто за лидер на партија имате човек кој што поседува златна виза или златен пасош од Емиратите. Значи, ќе повторам, тој пасош не се дава затоа што е некој добар доктор, добар фудбалер, добар инженер, па им треба тамо, па го викаат, па им му даваат златен пасош за да работи за нив. Не. Тие може да те викнат тамо да работиш за нив, само мрсно ќе те платат и нема да ти издадат златен пасош. Златен пасош треба да им објасните на вашите членови во СДС-то дека се купува за многу пари и тоа не е оние информации што се сретнуваат, сега ги читам по тоа медиуми и некои поименен портали, за 500.000 евра се купувал, за 280.000 евра, за курс се тресе, тоа не е точно. Златен пасош може да се купи и за 20 милиони евра, и за 50 милиони евра, зависи. Нормално некои приложуваат и доказ во недвижнини кои што поседуваат во Дубај или пичке си материни, не знам каде.
Така што немојте да си замајувате членовите. Еве уште еден апел до вашите членови. Поднесете си исписници на време. Преиспитајте си ги вашите политички ставови, вашите пропаднати години во СДСМ, сите ваши изневерени очекувања, ставите си ги на кантар. И како и кој доведе до тоа, таа партија да стане најобична мивка, да го загуби членството. Како се случи таа партија да застане на таква идеолошка позиција, да ги предаде националните интереси на својот народ? Како се најде на таа идеолошка, условно кажано идеолошка линија, или на тој политички наратив да игра за сите на штета на својот собствен народ? Знаеме како, затоа некој може би има и бајги чеш за да си купува златни визи со кои што треба да си обезбеди нов живот во некоја друга далечна земја. Со ово обвинението против Фрле, власта прати порака, веројатно и до опозицијата и до некои незини лидери, сегашни и бивши, дека може би и тие ќе дојдат на ред за обвиненија, дај Божи за апсење. Така што ова со Фрле, ја мислам дека е показна вежба или работа од типот, ти кажувам, Керко сети се снао на одредени перјаници на СДС, кои што СДС го трансформираа во една квислиншка партија, која што беше на власт и која што потпиша, имаше целосно капитулантски однос кон сите соседи, кон меѓународната заедница, и која што со нешто го потпишуваше договорите со одредени соседи, го доведе сопствениот народ во подредена понижувачка состојба и пред позиција, и пред тие соседи, и му нанесе тежок срам пред очите на светот. Ајде да видиме. Ја мислам дека со ова со обвиненијата на Фрле, токму тоа им се порачува на одредени луѓе во врвот на СДС и оние кои што беа во врвот сега се во сенка, дека освен кожинчината може да им се отфикари нешто друго. Да кажеме слободата. Ајче.